добро дојдовте во 19-тата епизода од серијалот Отворено, во кој дебатираме со граѓаните и со нашите гости. Протести или преговори, што ќе ја определи иднината на Македонија? Веројатно по протестите ќе дојде до преговори во ново некој поинаков формат. Протестирам во име на граѓаните бара место на преговарачката маса, откако председателот Иванов ќе ја повлече аболицијата и откако ќе се одложат изборите за сега планирани за 5 јуни, но ниту председателот ја повлекува аболицијата, ниту изборите се одложуваат. Каде сега ќе се бара излезот од кризата? Протестирам вечерва во Отворено има место на масата за дебатирање заедно со двајца представници на политички партии. Останете со нас. На почетокот на емисијата на граѓаните им должам едно објаснување, бидејќи повеќе дена беа најавувани четворица гости. Господин Стефче Јакимовски, председателот на ГРОМ, иако првично ја прифати понудата за учество во емисијата, сепак реши да не учествува вечерва тука. Вечерва во Отворено дебатираме со Дамјан Манчевски, СДСМ, Бујар Османи, ДУИ и Павле Богоевски. Протестирам. Добро вечер до тројцата и добро дојдовте во Отворено. Првото прашање го поставува Билјана Крстевска-Гроздановска. Повелете. Во склоп на новостиве денешни би сакала да поставам прашање најмногу до господинот протестирам. Дали секој протестант што ќе оди на протести треба и да биде притворен? До господинот протестирам, но и до двајцата политичари се надевам не е на одмет одговор. Благодарам за прашањето. Прво би сакал да разјасним една работа, за разлика од другите двајца господа кои што се на масава. Јас не сум представник официјален на протестирам, ниту портпарол. Јас како и било кој друг граѓанин кој што стои зад нашите барања и ги почитува нашите принципи, има подеднакво право да искочи во јавност и да зборува за овие прашања. Толку за тоа сега би сакал да ви одговорам на прашањата дали секој може да биде притворен. Овде имаме повеќе проблеми. Првиот и најосновниот проблем е со законската формулација на членот учество во толпа што ќе стори кривично дело. Прво, таквиот тип на формулација, и ова е нешто што повеќе невладини организации го имаат укажувано. Според таквата формулација се смета дека исполнето битието на законското дело со вашето само учество во толпата, но не и со непосредно вршење на кривично дело. Практиката различно покажува дека понекогаш се зема пошироката дефиниција, понекогаш потесната дефиниција, меѓутоа проблемот е што формулацијата е оставена така широко. Мојот најконкретен одговор на тоа прашање е не. Не може секој да биде притворен што ќе учествува на протести и не треба да биде притворен. Секој од нас одлучува на каков начин протестира и одлучува за своите постапки. Вашето до објаснување на тоа дали сте представник на протестираме или не, веројатно оди во насока да кажете дека сте представник, односно еден од граѓаните кои деновиве 12 ден излегуваат и протестираат. Дневно лица, а протестираме прво лице еднина. Значи во овие 12 дена она што успеавте да го покажете е дека со еднаква дистанца кон сите партии повеќе како во име на граѓаните нема да дозволите јалови преговори, односно барате на вистина ефикасен излез од политичката криза. Меѓутоа, не успеавте до сега да постигнете институционална реакција, освен тоа што сте наречени хулигани, луѓе кои немаат почит кон спомениците за културата и ве вечерва приведувањето на еден од демонстрантите. Морам да кажам дека оваа емисија се снима 3 часа пред емитувањето и затоа не знаеме дали се уште дали ќе биде одреден притвор или нема да биде одреден. Ако потребува оваа ситуација без реакција на вашите барања, дали ќе се има сили и мотив да се продолжи со протестите и што значи денешната вест за преведувањето на Здравко Савевски во оваа смисла? Океј. Отворивте неколку работи кои што би сакал да ги опфатам. Прво, класификацијата на хулигани. Второ, делот со преговорите, зошто не дозволуваме да има повторно, како што вие нарековте, јалови преговори, јас би потребил малку поинаква формулација. Трето, за силите и мотивите на граѓаните дали ќе издржат и на крај за приведувањето на Здравко Савевски. Прво, терминот хулигани. Мене од никогаш не ми се свијал тој термин, меѓутоа откако господинот Груевски јавно ги нарече сите протестирачи од 5 мај па наваму хулигани, јас гордо го носам. Тој назив и мило ми е, да, јас сум петомајски хулиган. Од тогаш па наваму. И да не забораваме една работа. Секогаш кога има спонтани неорганизирани собири, поготово кога револтот е многу висок, не е неочекувано дека ќе почне со насилство. Поинтата е како тоа ќе се трансформира и како тоа ќе продолжи. Ве молам да не забораваме дека откако почна ова за мене прекрасна појава што е наречена шарена револуција од третиот ден на протестите па наваму, ниту еден прозор не е скршен.
ниту еден човек не е повреден. Освен на канцеларијата на претседателот. Од третиот ден навамо немаме ни еден прозор да, скршен од кога почна шарената револуција со боењето со балоните. Да, се причинува штета, меѓутоа според мене тоа е феноменален начин за изразување на револтот кој што премногу долго тлее кај граѓаните. Оваа власт покажа дека ниту еден граѓански демократски метод на комуникација не функционира. Значи, лавина од реакции имаше вечерва на приведувањето на Савевски. Како ќе се одреагира на тоа за страна мене на не е ништо протестира? повеќе од политички прогон. И сега ќе ви објаснам зошто. Многу повеќе луѓе од тие кои што се повикани или приведени учествуваа во оштетувањето на канцеларијата на денот на првите протести. Фактот дека денеска се таргетираат доминантно членови на една политичка партија, во случајов тоа е левица, за мене е јасен индикатор дека станува збор за организиран политички прогон за слабнење на одделните групи или индивидуи кои што секој ден се на улица. Што се однесува до силите и мотивот, а ова е поврзано и со јаловите преговори, како што ги нарековте. За жал, првиот пат кога се преговараше во пржино беше оставено се на политичките партии и тоа се покажа како преголем товар за нив. Неефикасно е завршила работата и тоа е факт. Фактот дека неефикасно е завршила работата покажува дека денеска не се исполнети условите за фер, слободни демократски избори. И мора нешто да се промени. Ние, барањата, се во насока на тоа дека таа промена треба да дојде со зголемено учество на граѓаните кои што се на улица и со наметнување на една вон партиска перспектива во целиот преговарачки процес. За методите и начинот како тоа ќе биде внесено, јас лично не сум кадерен да зборам, има многу покадерни луѓе, тоа би го оставил за понатаму како ќе се развијат работите. Ова директно не води кон тоа дали колку граѓаните ќе имаат сили и мотив да продолжат. Јас мислам дека ќе имаат. Поентата е бројноста расте од ден за ден и да се изразам најотворено стана кул во Скопје да идеш на протести после работа, што е нешто што мене многу ме радува. Мислам дека тоа е резултат на повеќе работи. Прво, самиот наратив на шарената револуција дека се разбира не е мирен, меѓутоа во никој случај не е ни насилен протест, со што одма во вода паѓаат сите тие контраприказни за црни украински сценарии и што ја знам таму, тепање, убивање, крвишта и така натаму. Вие велите исландско сценарио би сакала? Ние викаме шарено сценарио би сакале, специфично и карактеристично за Македонија. И мислам дека граѓаните овој пат ја имаат волјата и тоа многу ме радува, евеќе 12-13 ден поред секој ден се повеќе и повеќе идат на улица, бидејќи конечно сите свативме дека ако после работа отидеме дома, нема ништо да се промени. Јас лично не можам да одам дома, се додека има сомнежи, индиции и нерашистени судски постапки за тоа дали мафија не ја води државата. Бујар, да не ја останеме должни на господја Билјана Крстевска, значи вашиот коментар на ова денеска што се случи околу приведувањето на еден од демонстрантите. И јас би го дополнила прашањето со ставот на ДУИ околу нивните барања, особено за одлагањето на изборите и за експертската влада со учество на граѓанскиот фактор во преговорите. Добро, јас немам точни информации што се случувало денеска. Во принцип, ние ги поддржуваме, не ги поддржуваме протестите како идеја, туку правото на протести, тоа е уставно загарантирано право, секој да протестира, се додека тоа не ускратува нечие друго право и се додека тие не бидат насилни. Така да што се однесува до ДУИ, граѓаните имаат право да протестираат на мирни протести за било која тема што тие сметаат дека треба да ја искажат во таа Тоа им е форма. загарантирано право не само веројатно што се однесува до ДУИ, меѓутоа до ДУИ се однесува моето барање за одговор, што мислите вие, дали држи нивното барање за експертска влада, какви се вашите размислувања околу тоа за учество во преговорите на граѓанскиот фактор и одлагањето на избори? Дали треба да се притворат сите што протестираат, значи мојот став е дека граѓаните имаат уставно загарантирано право да протестираат, но тие протести мора да бидат мирни и мора да не ускратуваат право на други граѓани кои што не протестираат. Во однос на политичкиот став за кризата, веќе го повторувам во милион наврати, дека оваа криза предолго трае, дека ситуацијата е неодржлива, дека ситуацијата е тензична и лесно запалива и дека секој во ова состојба на парализирани институции може да ја киднапира состојбата и да ја претвори во некоја друга форма која што никој од нас не би ја посакал. Ние сме на ставот дека нема друго решение за излегување од оваа криза освен преговори на политичките партии кои што го имаат легитимитетот да зборуваат во име на граѓаните, дека нема еднострани решенија преку било кој потек, дали преку избори, дали преку друга форма, секое решение
во кој што нема да ги вклучи сите страни инволвирани во процесот, нема да значи излегување од кризата, туку влегување во нов вициозен круг на нова и нова криза. Граѓанскиве реакции кои што се континуирани веќе 12 дена, дали не ги посматрате како фактор кој што би требало да биде прашан и инволвиран во обидот да се најде излез? Мислам дека ситуацијата е таква да политичките партии ја носат одговорноста како што не внесоа во оваа криза и да излеземе во оваа криза. Никој не е крив за оваа криза, освен самите политички партии, и тие го имаат легитимитетот. Граѓаните имаат право, се разбира, да го кажат својот став, меѓутоа, за да зборуваат во нечие име, треба да се добие легитимитет на избори. Од нив, од самите нив. Да, од тука сметам дека треба уште денеска да се врати процесот, да се вратат преговорите, да се најде решение за излез од оваа политичка криза. Меѓутоа, тие преговори мора да бидат инклузивни и тоа решение мора да биде инклузивно. И видовме и албанските политички партии на протести, сите се обединети околу барањето за одлагање на изборите, ставот ваш кој? Ние сметаме дека изборите мора да бидат инклузивни. Дека секое решение кое што ќе биде еднострано, без учество на сите, нема да значи излегување на кризата. Ние имавме некој поинаков став пред неколку дена, сметајќи дека договорот мора да се почитува. Договорот кој што го потпиша и СДСМ. Ова значи дека вечерва во отворено не можете да кажете дека стоите на ставот дека дојќе оди на избори на 5 јуни. Прво сакам да кажам дека ние инсистиравме на почитување на датумот 24 април и 5 јуни заради тоа што беше плод на консензус. Бидејќи знаевме дека секое отстапување од консензуалните датуми значи влегување во нова криза. Не заради тоа што ни беа битни конкретно тие датуми. Меѓутоа, договорот почна да се удира, односно да се уништува од двете страни. Смртниот удар го зададе представникот на ВМРО во претседателството на државата, господинот Иванов, со одлуката за аболиција, и од тука веќе се внесува сомнеж во меѓународната заедница во однос на кредибилитетот на изборите. Добро, ќе застанете тука, ќе ви дадам можност. Морам да објаснам дека по распуштање на собранието, ставовите на политичките партии за кредибилноста на изборите се нерелевантни. Релевантен е ставот на два центри, ако можам да кажам. На Државната изборна комисија како спроведувач на изборите и на меѓународната заедница како наблюдувач на процесот. Државната изборна комисија кажа дека во техничкиот дел услови се исполнети и ние сме на ставот дека услови има технички за спроведување на изборите. Меѓутоа, по одлуката на Иванов, веќе меѓународната заедница смета дека се става во сомнеж кредибилитетот на изборите. Така да не можам, ставот на ДУИ ќе зависи од одлуките на овие два центри, од Државната изборна комисија како единствен извршител на изборите, реализатор, бидејќи не ги реализира изборите владата, не ги реализира партиите, само Државната изборна комисија и наблюдувачот во случајот меѓународната заедница. Ние сме на ставот дека во процесот треба да бидат вклучени сите, за да бидат фер. Која е формата да стигнеме до тој инклузивен процес, не можам да кажам во моментот, меѓутоа работиме интензивно преговорите да се иницираат што побрзо, за да имаме таков исход на крајот на оваа Ова е, криза. Дамјан, променета ситуација. Значи, ДУИ отстапува од ставот дека ќе оди сигурно на избори на 5 јуни, потребно е сите да се појават во тој процес, ќе го прокоментирате тоа. Меѓутоа, прво да одговориме на прашањето на Билјана Крстевска околу денешното приведување. И зошто вие не сте на првата линија на протестите? Добро, околу прашањето за апсењата, во Македонија полого време нема ни закон ни устав. И тоа на сите ни е јасно. Така што не можеме да кажеме дали е по закон нешто или не е. Кога власта е таа што прво го крши законот, апсолутно не треба да кажеме дали по закон или по устав. Апсолутно не сме никој што протестира, особено на едни вакви протести, да биде под било каков вид на репресија. Јас сум еден од тие што исто така секој ден протестирам таму. И протестирам како граѓанин. Јас не сум таму представник на политичка партија и сите луѓе што сме таму не представуваме никого, излеговме како граѓани. Затоа не сме напред. Затоа што тоа е она што мора да и се случи конечно на Македонија. Ние, граѓаните, без разлика на политичка, етничка, верска, било каква припадност, конечно да ги средиме состојбите во државата. И тука апсолутно СДСМ ниту
амбицира да го превземе монополот на овие протести, туку напротив, сакаме да ја нагласиме таа шареноликост. Таму има луѓе од десница, има од СДСМ, има левичари, има луѓе кои што не се припадници на ниедна партија. И така треба да биде. Се бориме против режим. Тоа значи дека СДСМ нема да организира протести во организација на СДСМ. Ке речев дека течат роковите за изборите, меѓутоа ова вечер во Бујар што го кажа малку ги менува работа. Не значи ништо таква работа. СДСМ апсолутно како најголема опозицијска партија сериозно се подготвува за големи протестни активности, но ние веќе и сме вклучени како граѓани, како индивидуи во сето тоа што го прави протестирам. И пак ја нагласам, протестирам приказната мене лично, затоа ми се допадна. Не се работи за некаква организација. Таму се граѓани. И тука нема ништо конфликтно едно со друго. Она што се зборуваше за некаков судир меѓу СДСМ и демонстрантите, за тоа повеќе простор нема, мислам и двајцата сте тука. Не. Она што таму се работи за едноставно, навистина има луѓе со различни мислења. Па ќе кажем, има луѓе од десницата, има луѓе од левица. Има некои кажува едно, некои кажува друго. Ама тоа е сосема во ред. Тоа е таа разлика помеѓу ние сме социјалдемократи победување. Ние сакаме демократска дебата, сакаме да чуеме различно мислење. Го прифаќаме и апсолутно ја охрабруваме и таа демократска дебата. И апсолутно тоа не значи исклучивост. Она што би сакал да се надоврзам на второто е дека да, ова е поприлично изменет став на Дуј од она што го промовира до сега. Јас ке бев среќен да овој став малку порано го донесува, затоа што аргументите дека не постојат услови за регуларни, фери демократски избори беа повеќе од јасни, веќе подолг временски период наназад. Точно е дека Иванов само го докречи договорот од Пржино, ама тој беше веќе на сериозно умирање. Значи не е само тоа. Ако се сеќавате од анкетната комисија што беше формирана, немаме политичка одговорност. Техничката влада со решенијата на владата не постои, не се функционални представниците на опозицијата внатре. Потоа со одлуката на Иванов, специјалното јавно обвинителство поприлично му се ограничени ингеренциите и можностите што може да направи. Експертската или широката влада, техничката влада за спроведување на изборите едноставно не функционира. Виси и самото постоење на специјалното јавно обвинителство со потенцијалната одлука на Уставниот суд за негово укинување. Ред на работи кои што апсолутно го направија договорот од Пржино мртов и со ова само се зададе точно последниот удар. Ама јасно беше и претходно. И јасно беше и во Државната изборна комисија што се случува. Таму се случува апсолутно политичко надгласување, да не кажем други насилие. Ве враќа ли ова на преговарачка маса или ќе инсистирате и на другиот услов кој што го имавте претходно за да се вради? Апсолутно, два услова. Поништување на одлуката за аболиција од страна на Иванов и повторно собирање на Собранието на Република Македонија со цел да се одложат изборите, се додека не се исполнат условите за фер, регуларни и демократски избори. Само морам да интервенирам, бидејќи се добив впечаток дека јас кажав денеска нешто ново. Значи, ќе се повторам во тоа што го кажав. Уште пред неколку дена и недели јас кажав, и ние во партијата, дека кредибилно за Дуј е ставот на реализаторот и на наблюдувачот, на ДИК и на меѓународната заедница. Ја чекавме одлуката на ДИК. За жал, СДСМ донесе политичка одлука за бојкот на изборите пред ДИК да излезе со став. Ние сакаме во Дуј да бидеме принципиелни. Принципиелни во однос на почитување на тоа што сме го потпишале. Морам да завршам. Значи, одлуката на ДИК е дека како независна институција е дека има услови за избори на 5 јуни. И ние тоа го почитувавме. Меѓутоа, после одлуката се смени ситуацијата, ве после разбрав, не знам одлуката зашто на Иванов. Не, сакам да кажам дека денеска не излегов со некоја нова. Не тврдите, меѓутоа велите дека се сменила ситуацијата, бидејќи за вас е битно мислењето на меѓународната заедница. Одлуката на Иванов е тоа што има создадено нова ситуација, бидејќи се руши еден од главните два столба на Пржинскиот договор, тоа е специјалното јавно обвинителство. Јас сум кажал во неколку наврати, тој договор имаше два столба кои што го одржуваа во живот. Специјално јавно обвинителство како барање од СДСМ, односно опозицијата, и датум на избори како барање на другата страна. Во двата столба е удрено од двете страни. СДСМ во датумот на изборите, другата страна на специјалното јавно обвинителство. Ова создава нова ситуација. Дуј сака решение за излегување од кризата и сметаме дека поминато треба во овој момент да заврши времето на партиски калкулации, бидејќи состојбата е толку неодржлива и не знаеме утре каде може да заврши. Затоа ниту овие форми на
сега искажување на протести или на партиско-политички калкулации се прекасни, а не ставот на ДУИ. Значи, партиските калкулации се веќе прекасни во овој момент. Сега е време политичките партии да се надраснат и да излезат од своите партиски ровови и да се фатиме за еден државен интерес, доколку сакаме оваа држава да опстои. Ако не, да излеземе сите и да кажеме кои се. Тоа беше времето и пред една година, Павле, да не се согласувам со повеќе работи во тоа што го кажавте. Прво дека сега е време на политичките партии. Жал, политичките партии имаа својата шанса и тоа што го направија е една голгота од јуни наваму со саботирање на секој можен чекор на договорот од Пржина. Вие велите дека едната страна го саботирала датумот, другата страна го саботирала СЈО. И со таа представа не се согласувам. Да, СЈО беше саботиран од една страна на секоја можна основа. Датумот не беше саботиран. Беше клучно кажано дека ја не држам страна, затоа да кажувам двете. Сега ти зборуваш во име на едната страна и затоа гледаш да се само разбереме. едната страна. Да се разбереме, едно е држање страни, а друго е анализа на тоа што се случува. Датумот на изборите не треба да биде фиксна точка ставена во календар. Датумот на изборите, да, меѓутоа беше и договорено што точно треба да се превземе до тогаш. Кога вие ќе ги поништите чекорите кои што водат до резултатот, односно датумот на изборите, автоматски се поништува и датумот на изборите. Да не зборуваме за квалитетот на избирачкиот список. Велите дека ќе се повикате на авторитетот на ДИК и на меѓународната заедница. Кој е авторитетот на ДИК? Не сме тука да се надмудруваме. Ако го поставуваме прашањето дали сгреши СДСМ што потпиша датум за избори, тоа ќе го ставиме на маса. Меѓутоа, штом се стави на маса, се стави во договор датумот требаше да се почитува. Сега се создадени нови околности, дајте да излеземе. Затоа што беше плод на консензус. Затоа што бевме убедени дека нема едностранни решенија. Затоа што и тоа беше договор. И ако сеќавате, ви кажуваме долго време. Ниту избори на 24 април имаше и сега повторно ви кажуваме полого време. Избори на 5 јуни нема да има. Не затоа што ние сакаме така. Јас би бил пресреќен да СДС има моќта да прави што сака, ама не е така. Туку затоа што не постојат услови. Се повикувате на ДИК. На кој ДИК? На овој ДИК што рече дека е прочистен избирачкиот список. За овој ДИК што го прочисти избирачкиот список. Еве ќе ви кажам за кој ДИК. За оној на кој што 71.000 сомнителни гласачи кои што беа испратени на административна проверка во Министерството на внатрешни работи, повратниот одговор е дека 18.000 немаат ниту апликација за лична карта. Не друго. Немаат ни барање доставено, ама некој им дал лична карта. Знаете што изглаша ДИК, вклучително и вашиот представник во ДИК? Дека треба да останат на избирачкиот список. Не ви држат. Значи, ова е вистината. Не се ова аргументи, ова е вистината. И се додека вие како партија не ги носите вашите ставови врз основа на факти и вистината, ќе морате ги менувате вака често. Како што тоа го правите. Атанас Георгиевски. Сакам само да повторам дека овој пат не може само на политички партии да се остави. Политичките партии имаа шанса и сите потврлија, вклучувајќи го и СДСМ во процесот. Тука не се согласувам. Тука тоа што ми остана, што сакам да го расчистиме, ова што го вели Бујар дека вие поддржувате една страна, сакам да го прашам на кусо за аргументите за таквото тврдење. Па не, затоа што јас се обидов неутрално да ја поставам ситуацијата, бидејќи сметам дека сите мора неутрално да ја поставиме ситуација. Толку е отидено далеко работата да не смееме веќе партиски калкулации. И затоа реков дека едната страна има направено грешки во чекори, пропусти и другата страна. Добро, да го слушнеме. Ја гледа само едната страна, не ми изгледа многу шарена револуцијата, туку еднобојна. Апсолутно не прифаќам изедначување, релативизација. Ова што се случува е борба против група, банда на криминалци. Никола Груевски, Мјалков и Зоран Старовски ја водат. Значи ова е борба против банда на криминалци, во кој што треба да се обединат сите, вклучително и членовите и гласачи на ДПМН. Изедначувањето на Никола Груевски со сите останати граѓани, кој што е единствен кривец, единствен директно лично и конечно вие од ДУИ треба да го каже тоа јасно и гласно. Дали се согласувате или не? Дека Никола Груевски тој што ги прислушуваше граѓаните, дека тој ги лажирал изборите, дека тој крадел пари, дека тој уништувал човечки судбини, ништел. И не може да се изедначува. Апсолутно не може да се изедначува. Дали може да го слушнеме Атанас Георгиевски кој имаше интерес да го каже својот став околу денешните случувања? Да. Сакав да поставам некој прашање, но во меѓувремено вие ми одговоривте на тоа што сакав ја да го поставам прашањето.
И на крајот само сакам да кажам како Сдружение на граѓани за праведно судење и применување на законот, сакам да кажам дека сите војни завршиле на маса. Дали е потребно ова затварање на активисти и неактивисти? Дали е потребно затварање по политичко ниво? Еднаш треба више сите македонски граѓани да застанеме, да завладее правото во Македонија. Секој еден што е виновен треба да си одговара, без разлика на све. Ова аболиција што е направена, али мора да се седне на маса и да се реши све. Тоа е наш став во поглед на Благодарам. шарената Кристина граница. Настевска, ако не грешам. Кристина, микрофон. Имам прашање до Дамјан Манчевски. Со оглед на фактот што договорот од Пржино е целосно уништен од страна на власта во заменување, има ли простор за, имајќи во предвид и одлуката за аболиција на председател Ѓорги Иванов, има ли простор воопшто за нови преговори, за нови договори или не знам што? И која е гаранцијата дека доколку нешто се постигне како договор, дека истиот ќе биде испочитуван, затоа што ете и Пржинскиот договор беше потпишан, ама не беше испочитуван. Благодарам. Простор може да има ако се исполнат овие предуслови кои што веќе ги кажавме, значи поништување на одлуката за аболиција од страна на Иванов и повторно собирање на собранието на Република Македонија со цел да се одложат изборите. Дали во оној формат како што се случува? Мислам дека таму не треба да го бараме решението. И апсолутно и решението кој да е понатака мора да исклучува одредена група на луѓе. И затоа и кога зборуваме и за претходните прашања, не може најголемите криминалци во државата се аболирани, а луѓе што излегле на протести или украле 150 кебапчиња да бидат во затвор. Затоа мораме да смениме нешто и таму. И токму затоа СДСМ, јас не се согласувам со господинот Богоевски кој што кажа дека нешто сме погрешиле, односно имаме вина за договорот од Пржино, затоа што направивме се што е во човечки и нечовечки можности да оваа криза се разреши на помалку или повеќе мирен начин. Се друго ќе доведеше до некои несакани сценарија за кои што и не обвинуваат. Знаете како ние на 17 мај лани имавме толку многу народ собрано, никој не можеше да не спречи за ништо. Ама не ја донесовме таа одлука, затоа што е многу тешка и затоа што лесно се носи, ама има многу тешки последици. Но, да бидам искрен, на таа преговарачка маса, Пржино или сите места каде што се одвиваше, поприлично бевме од политичките партии сами на едната страна. А тоа воопшто не ја одразуваше реалноста и она што се случуваше во општеството. И затоа ние во последно време и апсолутно ги поддржавме барањата на граѓаните кои што протестираат дека треба да бидат на некаков начин на кој што тие ќе се договорат како, за кои се тие исто тие е многу едно добро прашање, Представени. да бидат представени на некаков начин во одлучувањето. Апсолутно постојат повеќе начини тоа како да се направи, ние немаме никаков проблем да бидат вклучени и оние кои што протестираат, и оние кои што не протестираат, и оние можеби кои што контрапротестираат. Сите тие се граѓани на државата. Сметам дека едните се изманипулирани од страна на криминалците, но добро. Меѓутоа има сериозен број на граѓани на оваа земја кои што протестираат на сите улици на сите градови на Македонија. И тоа не се случува туку така. И затоа мораме да го земеме во предвид и нивното мислење. Тоа може да е одеднакво во одредена ситуација со мислењето на СДСМ, некојаш да поисветува со мислењето на други, некојаш на друга, трета, петта партија. Не е тоа проблемот. Проблемот е овој режим да си замине. Ние сме толку различни внатре во луѓето што протестираат, да овде не се бори во не коалиција за власт да превземе. Апсолутно. После тоа, ама прво мора главната работа да завршиме, да
се ослободиме од режимот. После ќе разговараме за политика. Господин Османи, оно околу што сите тројца овде на масата се согласувате, тоа е барањето да се повлече полицијата од страна на председателот. Тоа го бара и Стеј департментот и Европската унија, па дури еден советник негов деновиве излези и рече дека не треба толку да се троши време да се бараат правни начини како тоа да се направи, може да се повлече како што е донесена таа одлука. Имате ли информација дали тоа ќе се случи, бидејќи јавноста очекува нешто да се случи овие денови? Еве и со вечерва што го кажавте, значи зад кулисите, дали веќе се договара нова средба, нови преговори, вашиот коалиционен партнер на каков став? Значи, нас ни е жал што на овој начин се докажа дека бевме во право пред 3 години кога кажавме дека тој човек не е лицето на Македонија после Охридскиот договор, односно на Европска Македонија. Ние немаме никаква комуникација со него, бидејќи него признаваме како председател на државата, така да немаме информација што одлука ќе донесе. Меѓутоа веројатно би требало да претходи таа одлука на некакво ново седнување на таа одлука мора да се повлече. Ние деновиве интензивно работиме со сите страни, со сите политички партии, со сите фактори, вклучувајќи ја меѓународната заедница, да се продолжи со процесот на преговори за да се изнајде решение. Јас нема да влезам во партиско-политичките препукувања СДСМ ВМРО, бидејќи воопшто не е наш терен на делување. Не ви ни прашав тоа, само ве молам ако можете да ја споделите информацијата која е нивниот став, на пример околу одложувањето на изборите. На чиј став? На вашиот коалиционен партнер. Јас не можам да зборам во име на ниедна политичка партија, освен во име на ДУИ, а тоа е ставот на ДУИ што го кажав. Битно е дека работиме со сите политички партии, да им укажеме дека е време да се остават партиските интереси на страна, бидејќи веројатно имаме и некои информации дека работата е премногу сериозна и дека треба да се фатиме за некој голем државен интерес, а потоа ќе ги видиме партиските интереси. И од тука можеби Манчев ќе оценува, односно ќе го прикаже ова како менување на ставови на ДУИ, меѓутоа ДУИ изгледа дека е единствената партија која што размислува државнички, односно ги остави своите партиски интереси, иако вложи најмногу во овие преговори, стана жртва на тие преговори, ќе се види на крај по чија улога стана жртва и на прислушуваните разговори единствена од политичките партии. Меѓутоа, сепак не го гледаме партискиот интерес. Продолжуваме повторно да действуваме да го најдеме државниот интерес, заради тоа што ние сметаме, како представници на албанците, дека НАТО ни е од животно значење. Сакаме да ја вратиме состојбата во мирни води, за да може да преговараме и за членство во НАТО. За жал, македонските политички партии ќе одат изгледа до безкрај во своите партиски калкулации и партиски ровови. Се надевам дека нема да не доведат во ситуација и ние да се откажеме од државниот интерес, да го гледаме и ние нашиот партиски и национален интерес, бидејќи тоа ќе значи сериозни веќе девијации во државата. Ние се уште продолжуваме да работиме, да ги вразумиме македонските политички партии дека е време на некој поголем национален интерес. Партиските калкулации ќе се видат откако ќе гарантираме дека го обезбедивме државниот интерес. Богоевски? Некој работи, прво би сакал на господинот да му одговорам што рековте аболицијата била нека била, меѓутоа треба да се седне на маса. Не се согласувам со делот, аболицијата била нека била. Значи станува збор за 41 одлука, за 107 помилувања за 56 лица. Милијана Киевски е аболициран за 16 предмети. Гордана Јакуловска за 13, Никола Груевски за 7, Сашо Мелко за 6. Не може да помине тоа така. Значи, чинот на аболицијата не е само политичко убивање на договорот во Пржин. Чинот на аболицијата е лишување на целата јавност во Македонија, на сите граѓани од потрагата по правда. Значи, дали обликот на завршување на кризава беше Пржино или ќе биде нешто друго, мене како граѓани не ми е важно. Јас сакам да видам дека тој што сторил кривични дела ќе одговара. А аболицијата тоа ми го пресекува. Тоа е едната работа во однос на аболицијата. Што се однесува на масата, се разбира дека ќе заврши на маса. Преговори, поготово за волку значајни прашања, финалните преговори не може да се сведат на улица. Меѓутоа, поентата е што ќе правиме до тогаш и како таа маса ќе биде различна од претходната, која што не вроди со резултат. Тука е разликата. Сега мислам дека позади тоа сме обединети. И овој пат сме решени дека битката нема да ми ја препуштиме само на политичките партии. Што всушност ме води кон следната поента, кон неколку работи кои што ги спомна
господинот Османи. А и кон прашањето на Кристина, како би бил тој договор и што е гаранцијата дека нема пак да се... Гаранцијата се граѓаните. Значи, тоа е наједноставното, улицата е гаранцијата, тоа е наједноставниот, меѓутоа и најкомплицираниот за спроведување одговор. Мислам дека се разбудивме, мислам дека конечно свативме дека без да искочиш на улица и да го артикулираш својот глас не може, бидејќи демократијата не е само наше право, демократијата е производ на целокупното учество на секој од нас во општествениот живот. И ако сите ние не се трудиме да ја градиме секојдневно, после тоа немаме право да ја бараме. Мислам, се извинувам ако ова звучи остро, ама тоа е тоа. Секој од нас има своја лична и општествена одговорност за демократија како производ во општеството. Во однос на имам една работа што е огромен проблем. Цело време и во јавноста во провладените медиуми, неколку пати го слушнав тоа вечерва, ова се сведува на битка помеѓу партии. Не. И тоа што рековте дека вие дека изгледа како да застапуваме една страна и поради тоа не сме шарени. Не. Значи во шарената револуција е составот. Целта воопшто не е шарена. Многу ни е јасна, многу точно знаеме што сакаме да правиме. Би сакал да одбиам 2-3 минути само ако може за принципите и за целите на све ова што се случува на улица, зошто постојат и како се артикулираат. Принципите се јасни. Протестирам е секој кој што се изразува против режимот кој што е отелотворен од страна на Никола Груевски. Протестирам е секоја ненасилна активност, што не значи и мирна по дефиниција. И на крај, никој нема монопол врз протестирам. Односно, протестирам не е ниту на некоја невладина организација, не е ниту на СДС, не е ниту на било која на Левица, на ЛДП, на било која друга партија која што е во опозиција во моментов. Тоа е на секој од нас. Што се однесува до барањата. Значи, во сршта на тие барања се две работи. Прво, непосредните причини кои што ги изнесува овие граѓани на улица, тоа е одлуката за аболиција која што е тотално ван секоја правна рамка. И второто е едностранното распишување на изборите кое што беше 2 дена после одлуката на аболиција, од кога се омасовија уште толку многу протестите. Меѓутоа, ако бараме повлекување на аболицијата и ако бараме одложување на изборите, не сме завршиле работата. Како што вие кажавте, немаме доволна гаранција дека во иднина тоа нема да се повтори. Тука доаѓаат на сцена наредните барања. Првото барање е политичко, кое што се однесува на оставка на Ѓорги Иванов од функцијата на председател. Наредното барање се однесува на обезбедување дека нема веќе институционално да се подкопува работата на СЈО, односно бараме Уставниот суд подитно да се приспита по иницијативите за испитување на уставноста на специјалното јавно обвинителство. Да знаеме на што сме. После тоа ќе видиме како ќе движиме активноста на улица. Наредното барање се однесува на функционалноста на системот на прогон во државата. Ако ја разгледате работата на судовите кон останатите гранки во обвинителството и ако разгледате работата на судовите кон специјалното јавно обвинителство, ќе забележите огромни дискрепанции во резултатите. 2013 година од 278 барања за определување на мерка притвор за 278 лица, судовите во Република Македонија одобриле мерка притвор за 275, а само во тие 3 случаи мерката притвор ја замениле со мерка домашен притвор, што значи не одбиле ниту едно барање за притвор. 2014 ситуацијата е иста. Дури нема ни преиначување од барање на притвор во преиначување во домашен притвор. Сега, го имаме тоа како слика, видете работата на специјалното јавно обвинителство. Ниту еден притвор не остана спроведен. Секогаш се наоѓаат сите други мерки и механизми за да се сузбие на неговата според ова работа. што го зборувате, дали доколку се исполнат двата услови кои што ги бара СДСМ за да седнат на маса, тоа е нели повлекување на аболицијата и одложување на изборите, а останатите што вие ги барате не се постигнат, вие ќе продолжите да протестирате? Да, ние остануваме до исполнување на сите овие барања. Прашањето за темпот и начинот на протестирање, дали би бил секој ден или понатаму, тоа времето ќе каже. Јас лично мислам дека треба да продолжи секој ден во 6, меѓутоа треба да бидеме реални дека тоа е исцрпувачка активност. Што се однесува до двата предуслови на социјалдемократскиот сојуз. Значи, да, благодарам, многу сме благодарни што застанаа пази нашите барања и така натаму, меѓутоа за нас и останатите прашања се многу битни. Разликата е што сме свесни дека за дел од овие прашања мора да се преговара прво пред да се случат. Например, создавање на преодна влада, во каква и да е форма, дали тоа ќе биде експреска, мешана политичка или така натаму, повторно, јас лично не сум кадерен да зборувам. Создавањето на преодна влада, чија што задача ќе биде имплементација на препораките од извештајот од Прибе, не може да се реши без седнување на маса. Меѓутоа, аболицијата, откажувањето на изборите, произнесувањето на Уставниот суд, оставката на Ѓорги Иванов, формирање на специјално одделение на кривичниот суд во Република Македонија, и тоа како може да се случат?
формирањето на специјалното одделение треба прво собрание, тоа биде свикано и така натаму. Меѓутоа има барања кои што можат без политички преговарања се случат и на тие инсистираме и тоа како, а свесни сме дека дел од овие барања мора да бидат резултат на некаков облик на политички артикулирани разговори. Само ако можеме еден совет да им дадам, доколку сакате стварно да бидете шаренолики, ставете у барањата и почитувањето на рамковниот договор во целост и сите прашања што произлегуваат од него ќе бидете многу пошарени. Дали може да одговорам? Може да. Почитување на рамковниот договор. Рамковниот договор е дел од нашето законодавство и се разбира дека треба да се почитува. Меѓутоа, во моментов не е врзано со причината зашто граѓаните се на улица. Барем според представата што ние имаме. Доколку се појави група која што покрај овие барања, доволно бројна група која што покрај овие барања инсистира на почитување на рамковиот договор или така натаму, сигурно тоа ќе биде земено сериозно во пред. Еве господин рамковниот договор е дефокус од тоа што представува за промена и на уставот. Околу овие прашања господинот Газимо Стрени. Не е ова барање за промена на уставот за да се унапреди еднаквост. Меѓутоа, тоа е и албанците и албанските опозицијски партии излегува на протести. Според мене се создава веќе некаква представа дека граѓаните не ги прават повеќе толку тие етнички подобби колку што се обединети околу другите проблеми кои што ги има државава во моментов. Блажана Огненовска, и слушаме со нејзиното прашање. Добро вечер. Прашање до Дамјан Манчевски. Дали формирањето на техничка влада со експертски тим би било едно од решенијата за излез од политичката криза во Македонија и на кој начин би се избрал премиерот на таа техничка влада? Добро, делот, прво да кажам дека како граѓанин кој што излегува на протести, апсолутно за мене се прифатливи барањата на протестирам, но апсолутно свестен сум дека за да тоа се постигне ќе треба сериозни напори да се вложат. И тука зборувам не само во вид на преговори, туку и самиот наслов на вечерашната дебата е протести или преговори. Јас не викам или. Протести и преговори. Значи протестите за да бидеме успешни, за да ја постигнеме целта, мора да продолжат. И тие не смеат да запрат затоа што ќе евентуално би почнал некаков преговарачки процес. Техничка експертска влада или за мене другата опција влада, широка влада со политички представници внатре, значи има неколку предлози кои што се слушаат во јавноста, апсолутно може да биде дел од излезните решенија. И ќе се вратам на она што го кажав на почетокот. Очигледно дека одредена група на луѓе, директно инволвирани во целиот криминал, чија што единствена цел, единствена водилка во овој момент е да не одговарат за тоа што го направиле и заради тоа ги направија сите овие работи, не може оваа група да биде дел од решението од излезот од оваа криза. И веќе едноставно е тоа јасно. Иска се поврзувам на претходното прашање кога прашавте дали Иванов евентуално ќе ја смени одлуката. Мислам дека ни тој самиот не знае. Треба му јави Никола Груевски. Како што не знаел дека ќе ја донесе одлуката за аболиција. И јасно е кој стои позади сето тоа. Иванов, ако се сеќавате, во 16 часот попладне одржа пресконференцијата за како ја објави аболицијата. Следниот ден, во 10 часот наутро, во службен весник испечатени, штампани, 100 и кусур одлуки, со имења, со презимења, се. Значи, апсолутно координирана акција на сите државни институции. Ова не е Сега Иванов. би очекува да следните преговори да се одвиваат без една од страните кои што беа досега вклучени. Не, апсолутно мора да биде застапена. Пак ја нагласам, оваа борба не е против ДПМН. Оваа борба не е против нивните поддржувачи, членови, гласачи, контрапротестанти. Оваа борба е против врвот директно инволвиран во криминал. И мора да одговара за тоа. Прашањето беше за експертска влада, вие сте представник на политичка партија. Дали би се согласиле влада која што е со еднаква дистанца од сите партии да ги преземе работи? Секоја влада, секое решение кое што ќе доведе до исполнување на овие услови, за да имаме фер, регуларни и демократски избори, за нас е апсолутно прифатливо. Оваа битка не влеговме заради нас самите. Ние 10 години се бориме со овој режим. Наши членови 10 години ги притвораат, затвараат, сме мета на најголем политички прогон. Некогаш само заради пишување на графити. За помали работи од ова што денес имаме притвор. И за нас многу сме среќни кога гледаме дека конечно и граѓаните од сите етнички заедници, од сите политички припадности го увидоа тоа. Она што го зборувавме за овој режим.
овој режим. И драго ни е што се сега сите на улица. И затоа апсолутно пазете, нас не ни е најмалку ни е целта да седиме во некаква влада која што ќе нема легитимитет од граѓаните. Значи се ова мора да води на крајот на регуларни, фери демократски избори за да биде избрана влада на која што граѓаните ќе го дадат вистински гласот. Нема да има лажни гласачи, нема да има носени гласачи од странство, нема да има купени гласови. Османи, околу преводната влада, она што се шпекулира, значи кога се зборуваше зад кулисите за можноста дуи да го смени ставот и да не оди на избори на 5 јуни е дека ќе се оди на некаква преодна влада. Би сакала да услушам вашиот став. Која преодна, каква преодна влада и дека ќе се чека до редовниот термин за избори, но локални или парламентарни? Не можам да зборам во овој момент за некои форми на предлози, на конечни предлози, бидејќи сметам дека нема да му помогнам на процесот. Во секој случај ќе се повторам долу дека кога се правеше Скопскиот договор, дуи се согласи да се повлече од некои конкретни директни прашања кои што директно не засегаат, освен во едниот член од договорот, доколку се сеќавате, каде што пишува дека страните се обврзуваат на почитување на рамковниот договор и на креирање добрососедски односи. Тука се подразбира Охридскиот договор и споровите со нашите соседи и ние за нас тоа е најбитно. Нели, тоа беше нашиот удел во Скопскиот договор, тие две реченици. Така да доколку сега зборуваме за некоја друга агенда, некој друг договор, некоја друга влада, која што ќе има други обврски, ќе треба да има и нови моменти како обврски на таа влада, посебно во тоа што за нас е исклучително битно. Рамковен договор и решавање на споровите со соседите. Зашто ни е битно тоа? Заради евроинтеграциите, кој што е лајтмотив на функционирањето на ДУИ. Така да, во секој случај, доколку има таква варијанта на влада со посебна агенда, нема ДУИ да биде во влада со агенда да ги исполни барањата на СДСМ, ќе ги исполни и барањата на ДУИ. А барањата на ДУИ се предвидени во Скопскиот договор, меѓутоа се ќе треба да се конкретизираат. Само на кратко коментар дозволете. Рамковниот договор не знам од каде е спорен. И сега ако нешто не е имплементирано во рамковниот договор, да ве потсетам, вие заедно со ДПМН сте во власта 8 години консекутивно. Па вие сте криви ако не е спроведен. Така да седнете си со Никола Груевски, како што се разбирате за многу работи, и видеше одлично соработката и разбирачката вие 8 години, и договорете се и за ова прашање. Значи, еве ќе кажам конкретен пример. Апсолутно, ако не сте задоволни од имплементацијата, кривицата треба да се гледате во вашите редови. Ќе кажам конкретен пример дека прашањето на службената употреба на албанскиот јазик, кој што е еден од основните столбови на рамковниот договор, и ВМРО и СДСМ имаат ист став во однос на интерпретација на членот од Уставот, кој што е сосема различна од интерпретацијата што не интерпретацијата на ДУИ, туку вистината што стои позади тој член во рамковниот договор. Во секој случај, прашањето беше која форма на влада би требало. Јас кажав дека во секоја форма на влада нема да биде само исполнување на агендата на една политичка партија, туку на сите страни во процесот. ДУИ ќе ги постави овие две прашања. Рамковниот договор и прашањето на интеграциите во НАТО и Европската унија. Да, повелете Павле. Во однос на преодната влада, не се согласувам со двајцата говорници. Прво, не се согласувам со господинот Османи дека во задачите на преодната влада треба да се стават било какви други прашања, освен зајакнување на демократските капацитети и создавање на услови за вистински, фер, слободни демократски избори. Второ, не се согласувам целосно со господинот Манчевски во однос на тоа дека изборите треба да бидат единствена задача на таа влада. Еве зошто. До сега, во процесот кој што следеше по пржина, дали ќе имаме фер, слободни демократски избори беше мерено преку три критерија. Беше мерено преку прочистен избирачки список, беше мерено преку реформи во медиумската сфера и беше мерено преку одделување на државата од партијата. Според мене, значи прво, реформи во медиумската сфера немаме никакви, за одвојување на држава од партија да не разговараме, а според мене и прочистувањето на избирачкиот список не е направено кој што треба. Тоа значи дека фокусирање на исклучиво овие три аспекти не вродува со успех. И не е доволно.
Затоа фокусот на таа преодна влада или што и да е, која што ќе следи после ова треба да биде многу поширок. Поради тоа, едно од нашите барања е дека целта на работата треба да биде имплементација на препораките од извештајот на Прибе. Таму се опфатени системските пропусти, недостатокот на контрола врз безбедносните системи, нездравата поврзаност помеѓу владата, партијата и медиумите, неадекватното третирање на граѓанското општество, антагонизацијата помеѓу различни општествени групи и така натаму, и така натаму, и така натаму. Така да мислам дека без разлика која форма би била таа преодна влада која што би следела, фокусот треба да биде на зајакнување на контролните механизми, имплементација на препораките од извештајот на Прибе и осигурување дека вакво саботирање на преговарачки процеси и политички процеси не може да се повтори. Ете што е контрадикторно во твојот став. Ако е почитувањето на демократијата во основа значи инклузивност на страните, албанците не може да се вклучат во процес каде што нивните прашања се гледаат како дефокус. Значи, ако албанските прашања вие ги сметате како дефокус, тој не е инклузивен, тој не е инклузивен процес. Затоа ми беше тој совет многу добро намерен, дека доколку сакате да покажете департизираност, шарениојликост, инклузивност, дека рамковниот договор треба да ви биде дел од агендата. И уште едно, тоа е прашањето на НАТО и на Европската унија и тоа е решавање на спорот за името со Република Грција. Само накратко уште за да одговорите на двете реплики. Апсолутно се согласувам, значи пазете, сега да бидеме реални. Извештајот на Прибе, се оно што произлезе од тоа е поради ќе си земаме дел од кредитот, СДСМ го иницираше тој процес за да стасаме до таму. И за да конечно дека меѓународна комисија, од меѓународни организации ги верификуваат овие наши аргументи. Она што апсолутно се согласувам дека идеално би било така. И веднаш би го прифатил. Ама ајде да бидеме реални. Очекуваме ова во состојба во собрание во кое што ДПМ има под контрола 60 пратеника. Невозможно. Преголема задача, преголем терет ќе биде на некаква си форма на преодна влада која што уште не знаеме, не е формулирана каква ќе биде кој ќе ја составува. И еве ќе се по врата ми на случајот со ДИК. И таму имавме некаква, таа не е целосно експертска, ама мешавина од политичка, експертска и тука настана хаос. Ако не сме кристално чисти во тоа што го бараме, ако и дадеме дури преголем терет на таа преодна влада, да бидам искрен, овие задачи не се преку ноќ спроведливи и ќе треба да оставиме до долго, меѓутоа нереално е да се очекува дека голем дел од тие на пратеници кои што се уште се под контрола на Никола Груевски, прашање до кога, не знам, ќе даваат поддршка и нема да го саботираат повторно тој процес. Идеално да, но за жал мислам дека е тешко спроведливо. Значи, наистина не сум политички кадарен да навлезам во тоа што господин Манчевски го спомна. Сигурен сум дека ќе биде проблем со ваквиот состав на собранието, било каква посушинска реформа. Меѓутоа сакам да се вратам на делот каде што господин Османи рече дека нетретирањето на рамковниот договор е игнорирање на албанското прашање и представување како дефокус. Јас имам контрапрашање. Дали рамковниот договор е единствено албанско прашање кое што е од интерес за албанците во Република Македонија? Потрагата по правда, демократизацијата, владењето на правото, формирањето на правна држава, одговорност за тие кои што навистина извршиле кривични дела? Дали тоа не е албанско прашање? Не е ова ставот на ДУИ. И зошто, кратко сам, и зошто ги делиме прашањата на албански и на македонски? Мене ми веќе преку глава од такви поделби. Овие цели не засегаат сите, и албанци, и македонци, и турци, и роми, и СДС, и ДПА, и ДУИ, и Левица, и граѓаните и така натаму. Ти е преку глава зашто не си албанец. Кога си би бил албанец, тогаш би ја чувствувал потребата за тие прашања. Сега не ја чувствуваш потребата за тие прашања и нормално е очекувано е да не ги пред една година. Меѓутоа, овие прашања, пред 2 години. Овие прашања Зашто чекавте вистината за Македонија па после да кажете? Правна држава. Гледајте го ставот на ДУИ во целата ова криза. Гледајте го ставот на ДУИ по однос на специјалното јавно обвинителство. Дали знаете дека во извештајот на специјалното обвинителство 6-месечниот единствена институција која што се фали за соработка е Министерството за правда.
каде што министерот е од ДУИ. Значи, Сепак обезбедувањето И на јас тука работата имам на уште едно специјалното прашање обвинителство понуди. не го наброивте меѓу оние работи на кои што ги инсистирате во евентуално некој нов да, договор. апсолутно, јас кажав, тоа е еден од основните столбови на самиот договор. Ние констатиравме дека договорот е мртов кога имаше удар врз тој договор. Значи, тоа е односот на ДУИ кон правната држава. И милион пати сум кажал дека ДУИ не е дел од кризата, туку е дел од самото решение за кризата. Веројатно сте свесен, господине Османи, дека она што го забележувате на ДУИ има веќе граници заради неразумноста на македонските политички. Добро, толку кризата. Меѓутоа, дали сте Ако свесен дека она што го забележувате на Павле, зошто не ги вметна внатре барањето од рамковниот договор, вам ви го забележуваат сите овие нови партии што произлегоа, некој од нив и од една од нив, да речеме, и од вашата партија, и оние кои што се сега во опозиција, бидејќи сте вие долго време во владата. Не треба на улица да се решава. Тоа е процес кој што се решава во институциите и ДУИ го прави и за тоа испорачува резултати. Ако сакате да зборуваме на тема што е направено, ќе ви кажам точни бројки. Само би сакал краток коментар. Ве молам, немојте да ме сватите дека нареков дека рамковниот договор е незначаен. Рамковниот договор и неговата имплементација, подеднакво значајна, е од суштинско значење за меѓуетничкиот соживот во оваа држава. Меѓутоа, темата и целта на овие протести и ова што се случува на улица не е меѓуетничкиот соживот, туку е правната држава. И тука би сакал да заокружам со тоа зошто мислам дека рамковниот договор не е клучно прашање, ако може. Што се случи? Втората работа која што сакам да ве прашам, доколку вие како што рековте, прво, ДУИ не се согласува со одлуката за аболиција. Второ, ДУИ нема да излезе на избори доколку тие не бидат инклузивни. И трето, ДУИ сака да биде дел од решението. Господине Османи, повелете на улица со нас. Ние не сме насилни. Ние сакаме да бидеме шарени, ако мислите дека да и ова навистина ќе придонесе нашата шареноликост. Ако ги делиме барањата, зошто да не ја делиме улицата? Мислам дека ДУИ е толку моќна политичка партија да излегувањето на ДУИ на улица значи потрес на целата држава. Ние сметаме дека се уште државата веќе е потресена, господин Османи, од корен. Ние сметаме дека решението е на маса со преговори во институциите. Улицата може да поттикнува некое решение, меѓутоа улицата не може да даде решение. Улицата може да даде насилство. Јас морам да кажам дека ние не го гледаме холистички, некако не го гледаме. Не го гледаме геостратешки целото прашање. Македонија во геостратешкиот контекст во кој се наоѓа, и регионален и светски. Јас мислам дека дел во оваа криза има вмешано прсти и геостратегијата, и светските полови и интересите. Ахмети денеска во едно интервју цитираше Бизмарк. Кој ја контролира Македонија, го контролира Балканот, кој го контролира Балканот, ја контролира Европа. Значи, тука има вмешување и на групи од соседните држави кои што посакуваат оваа нестабилност, оваа декапитација на институциите да ја киднапираат во своја полза. Сега е време, доколку вие имате нешто против оваа држава, сега е време да направите нешто. Институциите ви се парализирани тотално, нема контрола, политичките партии во своите партиски робови, никој не ја гледа државата. Сега да бидат парализирани отколку криминалци да седат. Вие слободен терен. Ние сметаме дека има такви групи кои што не представуваат официјални држави во регионот, кои што посакуваат во Македонија да се киднапира кризата и да се преиначи. И што прават? Ајде, мораме да прекинеме со вакви мистериозни странски служби. Не, тоа не се мистериозни. Тоа се сериозни предупредувања. Не, но што прават тие и кои би биле тие? Дамјан, да му дозволиме да видиме дали ќе каже. Никола Груевски, вие ќе се справите вака или така на избори без избори. Сега е време да седнеме и да се договориме по однос на некои црвени линии, на некои прашања. Ќе ја продолжиме партиско-политичката битка. Ќе ја продолжиме. Ние сме кажале дека ние ќе бидеме како услов на наредната влада, кога и да е, доколку не може сега да се реши, ќе биде договорот на Прибе. Значи, во изборите, во програмата на ДУИ, освен рамковниот договор и јазикот како основен столб, ќе биде договорот на Прибе. Затоа што сметаме дека оваа држава мора да биде и да има и правна држава, да се почитува правната држава.
Меѓутоа, мора политичките партии во еден момент, барем еден дел од енергијата, нека ја чуваат за некој заеднички интерес. Нека се караат меѓу себе со 90% од енергијата и капацитетот што ја има. Меѓутоа, меѓународната заедница сега има тргнато рака. Договорот, односно преговорите во Виена се одложија, затоа што ние немаме основен капацитет да можеме нешто да направиме, за да може да некој да ни помогне. Ние мора да исполниме некој предуслов, па меѓународната заедница да дојде и да помогне. Ние не покажуваме таков капацитет. Ајде сега, како што кажав, 5%, 10% од партиската енергија да ја чуваме некаде на страна за некој консензус, а да се тепаме со 90% од таа партиска енергија што има. Она што треба да се покаже е што одложувањето на изборите ли, господине Осман? На некои црвени линии за државата. Како не се разбира? Црвена линија извештаот од Прибе. Ако ви бил извештаот од Прибе, вас црвена линија, нас не. Како тоа гласавте во собранието за одлука за одложено распуштање собранието? Што е исполнето? Затоа што вие подпишавте. Што е исполнето од извештаот од Прибе? Вие го подпишавте, да не подпишавте вие 24 април, ви гарантирам дека дуи не може да гласате. Извештаот од Прибе е интегрален договор од извештаот од Пржино. Сите рокови во извештаот во договорот од Пржино беа прекршени. Се што беше во извештајот на Прибе не е исполнето. Да, и на крај вие во договор со Никола Груевски инсистиравте на датум за избори за да не се тоа регуларни, фери демократски избори. Ние инсистиравме на договор затоа што вие го подпишавте тој договор. Ако сакате извештај на Прибе, јас ви кажувам и повторно слушајте ми го зборот. Испаднав во право пред 24-ти, испаднавме не. И пред 5 и кога донесовте одлука за одложено распуштање на собранието, и пак ви кажувам, избори на 5 јуни нема да има и нема да има се додека не се исполнат условите за регуларни, фер и демократски избори. Кога ќе се исполнат условите за регуларни, фер и демократски избори, утре дента треба да ги има. За тоа зборам, тоа е прашањето главно. Дали ќе има избори, дали ќе нема избори, како ќе излезе мојата партија, како ќе излезе. Ако ги направите изборите како вие инсистирате на тоа како ќе излезе вашата партија, она што е битно доколку се одложат, изборите на 5 јуни, дали ќе се постават работите така како што треба за да се гарантира резултатот тоа одложување. Дали повторно ќе се оди на, не знам, на некој нареден датум. Но дозволете ми само, значи, со одложување на изборите, Македонија веројатно ќе се поштеди од санкциите кои што ги најавува Европската унија, тие санкции кои што беа најавени прво како кон оние кои што го блокирале осварувањето на договорот од Пржино, но кои што може да имаат сериозно влијание и на сите граѓани во државата. Го нема предупредувањето од Европската комисија дека изборите на 5 јуни може да се прогласат за некредибилни и дека владата која што ќе произлезе од нив не би била признаена, доколку вака стојат работите со аболицијата на сила. Но роковите течат. До 11 мај партиите треба да поднесат листи на кандидати, на 16 мај да почне кампањата ако се изборите на 5 јуни. Затоа ќе ве замолам за јавноста да знае што да очекува. Во кој термин што треба да се очекува за да се каже и дали може тоа да се каже дека избори на 5 јуни нема да има? Не може тоа да се каже затоа што ДУИ е во интензивни разговори со сите страни, вклучувајќи и СДСМ, и ВМРО, и другите политички партии, и меѓународната заедница, да се најде едно инклузивно решење. Не можам да навлезам во детали по однос на тоа, меѓутоа пак ќе кажам, ДУИ е тоа светло кое што се обидува нешто да направи во овој момент надвор од партиските интереси. Бидејќи ако калкулираме партиски интереси, ние имаме сосема други варијанти. Меѓутоа сега пак се ставаме во улога да посредуваме, да даваме идеи за да може да најдеме... Или да ја пренесете пораката на меѓународната заедница која ви е пренесена. Независно ако е добронамерна. Значи, да најдеме едно инклузивно решение, бидејќи нема алтернатива од тој процес. Време е, кажав, една пауза, интермецо пауза, да ги решиме некои прашања, после да продолжиме повторно свадбата со партиско-политички препукување. Не знам дали сум јасен во моментот на одвојување на интересот на граѓаните, кога зборувам државата, да не бидам погрешно сватен, на граѓаните во оваа држава. Би било убаво да бидете и малку појасен за да знаат граѓаните што да очекуваат, во кои термини што да се случува. Какво е расположението на оние со кои што контактирате? Значи, демократијата значи инклузивност. Така ние тоа подразбираме. Не можеме да гледаме парламент во кој што има една страна, во македонскиот блок. Затоа работиме да наредните избори бидат инклузивни.
односно сите да партиципираат, сите на крај да ги признаваат резултатите, меѓународната заедница да го признае. Само уште едно куса резултатот. прашање, доколку не знам како ќе се одвиваат тие разговори, но можеме ли да кажеме дека дури на 5 јуни нема да одени избори? Ние во моментот работиме со сите страни за да можеме да имаме инклузивен процес на наредните избори. Добро. Овеле. Би сакал неколку работи да опфатам. Прво, изборите на 5 јуни, моје лично мислење, нема да се одржат. Проста причина што, колку што знам, се да сам имал силен и непоколеблив став дека нема да одени избори. За ставот на останатата партија го разбирам, господин Османи, зошто не може сега да се изјасни, го почитувам тоа. Така. Меѓутоа ќе видиме. Второ, било какви избори кои што не се инклузивни, како што вели господин Османи, нема бидат признани од меѓународната заедница. И затоа мислам дека на 5 јуни нема да има избори, или тие избори ќе бидат последната шајка во ковчегот на евроатлантската интеграција на Република Македонија. Втора работа што е многу битна и што многу ми пречи од тоа што се зборуваше сега. Неколку пати беше спомнато. Никој не е крив за политичката криза, освен политичките партии, треба да се направи интермецо и да им се дозволи на политичките партии така натаму да функционираат, да се договорат. Не. Прво, интермецо сега ќе биде погубен. Овие протести не сме да престанат секој ден во 6. Додека политичките субјекти и меѓународната заедница сватат дека шарената револуција не е нешто што треба да се игнорира, а ќе сватат. Втора работа, не се само политичките партии криви за ова. И јас сум крив. И секој од нас е крив. Јас сум крив што престанав да протестирам на 17 мај. Јас сум крив што тогаш што отидов дома, што тогаш што отидов на одмор кој што ми беше уплатен и така натаму, а не продолжив да протестирам секој ден на улица. Да, тешко е. Пеколски е напорно. Пеколно е напорно. Меѓутоа, луѓе, нема друго решение. Ова не функционира и мора нешто да промениме, а улицата е начинот на таа промена. Само краток коментар. Јас пак ќе кажам дека дури како партија не се согласувам дека се светлото на крајот на тенот, ама мора да се согласат кој е ставот. Зашто едно е ова што го збори господинот Османи денеска тука и тоа на некој начин е, да кажам, покоректен став отколку претходно, ама нивниот представник во Државната изборна комисија секој ден поминува и верификува одлуки кои што му дават кредибилитет на криминалот кој што е со избирачкиот список. Нивниот член во ДИК го гласа тој избирачки список, го потврдува. Оној избирачки список на кој што се уште се и гласачите од пустец, каде што имаме минимум 18.000, не зборам повеќе, граѓани кои што имаат лична карта, а немаат ни барање за тоа, каде што има низа на други неразјаснети ситуации, дури и контрадикторности. И сега, нашите представници во ДИК, гледајќи што се случува, ние ги повлековме од работа на Државната изборна комисија. Не намераваме да даваме кредибилитет, да аминуваме нешто што апсолутно е кршење на изборниот законник. Таму се гласаат, вклучително и вашиот представник, дописи од Министерството за внатрешни работи, подпишани од дополнителен заменик министр. Тоа ни во основниот закон го нема, и го немало никогаш, дека заменик министр праќа не министр, а го нема особено во изборниот нов законник, кај што се договоривме 2 подписи врзани доверба, така натака. Тоа довербата одамна ја. Никад не се ни воспостави. Ама ги гласаат одлукиве. Таму си врви процесот. Господинот Османи е во право ако го прашате ДИК, мнозинството. Добро, денеска се излезе најавено во списокот, меѓутоа може се уште да се Јас не се согласувам во делот дека има технички неисполнети услови за одржување на избори. И сметам дека ДИК работи согласно законот и нашиот представник таму во ДИК, и сметам дека политичка беше одлуката на СДСМ да не оди на избори и ние не ја оправдувавме се додека затоа што сметавме дека другите услови се исполнети, се додека не се појави новата ситуација. Така да сега дилемата за избори е повеќе политичка проценка за исполнетост на услови, отколку техничка во однос на избирачкиот список, дали државата од партијата е поделена политичката или не. Политичката проценка за исполнетост ги апсолвиравме. Не можеме да подцениме тоа што се постигна со Порџинскиот договор.
Значи, сите тие прашања кои што се решија, од специјално обвинителство, од повлекување на премиер, од земање на клучни министерства од опозицијата, од враќање во собранието, тоа беа постигнувања незамисливи за политички контекст во Република Македонија и климата на недоверба помеѓу политичките партии. Ние, знаете, кога почнавме само да довршам. Знаете кога сфативме дека се тоа сериозни постигнувања, кога почна да се удира по нив. Со одлуката на Иванов сфативме колку е битно специјалното обвинителство. Добро, политичката проценка за исполнетост на условите за избори на 5 јуни на ДУИ значи, сега има политичка сега е дилема, променета не технички, поради новите случувања. Она што можеме да го заклучиме вечерва од емисијата е дека ситуацијата е пред прекршување, дека во наредниот период можеме да очекуваме сосема нов пресврт, поправете ме ако грешам, се прават значи обиди да се убедат политичките партии има нова ситуација. Да, нова ситуација со инсистиравме да ја обиди политичките партии повторно да седнат на маса и да најдат нов начин дали изборите да се одложат за редовниот термин на локалните заедно со нив да се одржат или на парламентарните. Има време за тоа ќе зборуваме. Ви благодарам многу за вашето учество вечерва во емисијата. Вас, почитувани граѓани, исто така за учеството во студиото, а ние, почитувани гледачи, се гледаме на 9 мај. Пријатна вечер.